Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Во Скопје отворена 8-та меѓународна научна конференција на тема Крсте Мисирков и македонскиот јазик, извор на научни истражувања. Пет лица се повредени во сообраќајна несреќа која се случила утринава на автопатот Тетово-Гостивар. Вчера вечер во спортската сала на гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово се одржа финалето на турнирот во мал фудбал Тетово 2023. Во рамки на традиционалните отворени денови, Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков денеска во Скопје ја отвори 8-та меѓународна научна конференција на тема Крсте Мисирков и македонскиот јазик, извор на научни истражувања, која во знакот на два јубилеја, 70 години од основањето на институтот и 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи на Крсте Мисирков. Конференцијата ја отвори председателот на државата Стево Пендаровски, а своје обраќање имаше и директорката на институтот Елена Јованова Грујовска. Во своето постоење, Институтот за македонски јазик, придружна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, израсна во почитуван славистички центар и во еминентен центар за проучување на македонскиот јазик на сите рамништа. Институтот зема активно учество од самите почетоци на семинарот за македонски јазик, литература и култура, на летната школа и на меѓународната научна конференција, во која секоја втора година делегира координатори, што исклучително успешно учествуваат во организацијата и реализацијата. Важно е да го чуваме сознанието дека нашето постоење, јазик, уметност, култура, нашиот светоглед, не постојат затоа што се верификувани од другите, туку затоа што се јадрото, самата суштина на нашите животи, која ни овозможува траење низ времето и простор. Во таа смисла, и како минато, и како сегашност, и како иднина, Мисирков и за македонските работи биле и остануваат да бидат стожерот на македонскиот јазичен, национален и културен идентитет. Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски во интервју за Цивил Медија категорично ги отфрла сите обвинувања и дезинформации кои се објавуваат деновиве во одредени медиуми и на социјалните мрежи во однос на валидноста на резултатите од пописот во 2021 година. Значи, и во однос на методот, апсолутно не отстапуваме од оно што е дадено во препораките, и кога користите податоци и регистри, ви имате таа можност да употребите се што имате на располагање од тие регистри. Оно што е многу важно, тоа што се наоѓа во тие регистри, е прво документирано. Значи, тој податок едноставно не можете да се сомневате во неговата веродостојност, бидејќи е документиран. Вие, ако сте вработен и во управата за јавни приходи, плаќате даноци, таму сте регистриран дека сте вработен, дури и каде сте работен, и кое работно место и што работи, тоа се се документирани податоци и апсолутно точни. И нема потреба да го заморувате ако ги имате на располагање. Се спомнуваше зошто сме импутирале податоци за 130.000 лица. Вие знаете дека имавме организиран бојкот. Значи не само за диаспората, туку и внатре во земјата. Истите тие кои што повикува на бојкот, да, сега се сомневаат на податоци, па тоа секој е така, нели? Сега бидејќи вината зошто ке тие лица сме ги импутирале податоците фактички на тие кои што ги тераа да бојкотираат, сега да се испират својата вина, префрлува дека не биле точни податоците. Како може да не бидат точни податоци кога се преземени од регистри, кај што се документирани податоците? Сега, кај овие лица единствено што нема податок е за она што е лично чувство, тоа е за етничката припадност, јазикот кој што мајчиниот јазик и јазикот кој што го говорат во домаќинството, кој што го користат во комуникација во домаќинството и вероисповест. Се останато е проверено и точно и превземено од базите на податоци. Значи, ниту едно лице кое што требало да биде предмет на пописот не е изоставено. Ниту едно лице кое што не требало да биде предмет на пописот не е вклучено во пописот или во различните категории на население.
Така да ова е проверено до последното лице и е апсолутно точен број. 5 лица се повредени во сообраќајна несреќа која се случила утринава на автопатот Тетово-Гостивар. Денеска околу 9 часот и 45 минути во СВР Тетово било пријавено дека на автопатот Тетово-Гостивар се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 3 патнички моторни возила: Seat Leon со гостиварски, Volkswagen Golf и Fiat со тетовски регистарски ознаки, информираат од полицијата. Во несреќата со повреди се здобиле вкупно 5 лица, кои веднаш биле пренесени во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 20 часот и 45 минути на регионалниот пат во Тетовско горно палчиште лишиле од слобода 21-годишникот Гостиварски Добридол. При негов и преглед на патничкото моторно возило Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки, што тој го управувал, му биле пронајдени и одземени кокаин и марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер околу 23 часот и 10 минути на улица Благоја Туска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 40 годишен тетовец ВМ, кој претходно бил пријавен од 26 годишниот тетовец БВ, дека во близина на угостителски објект на оваа улица физички го нападнал. Според пријавеното, тој употребил и остар предмет, но не го повредил. ВМ е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува поднесок. 54 годишна тетовка НН вчера во 6 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека на улица Благоја Туска во Тетово била касната од куче скитник. 24 годишниот ЕК од Прилеп вчера во 20 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека 50 на минути пред тоа на улица Беличица во Гостивар физички бил нападнат од ЕИ 22 години од Гостиварска Долна Бањица. Пријавениот е обезбеден и изготвен му е соодветен поднесок по Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Вчера на подрачјето на СВР Тетово во акцијска контрола биле откриени и санкционирани повеќе прекршоци поради непрописно запирање и паркирање. Од СВР Тетово нагласуваат дека паричните глоби за вакви прекршоци се движат од 40 до 180 евра во динарска противвредност. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово и Гостивар. Вчера во акцијска контрола спроведена од 8 до 12 часот биле откриени и санкционирани вкупно 15 прекршоци, 9 во Тетово и 6 во Гостивар. Најголемиот број од нив се однесувале на погрешно запирање и паркирање. Сите прекршоци заокружени биле со соодветни поднесоци и зависно од прекршокот ќе следат парични глоби, кои се движат од 40 до 180 евра во динарска противвредност. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите да не ги оставаат возилата каде што ќе стигнат и посебно во така наречени двојни редови, туку само на места определени за таа намена. Ова дотолку повеќе што веќе е зголемен бројот на возилата во Полошкиот регион и допрва уште повеќе ќе се зголеми. Оттаму возачите треба да водат сметка за паркирањето и да не се создаваат мешаници, кои неретко завршуваат и со несакани последици, повреди, оштетувања на возилата и слично, посебно во централните градски подрачја. Ликовниот уметник Славчо Максимовски во соработка со Сдруженијето за лица со церебрална парализа од Тетово организира добротворна аукција на уметнички дела. Собраните средства ќе бидат наменети за лицата со попреченост. На моја иницијатива, во соработка со Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово, организираме една аукција која што ќе биде од хуманитарен карактер за да се помогне на
на лицата со ретки болести кои што имаат проблеми. Мислам дека секој од нас треба да им помогне на овие луѓе, затоа што промените треба да почнат од секој од нас, за да имаме едно подобро општество и за сите. Така да мислам дека секој добронамерен, особено компаниите кои што се од Тетово, општествено одговорни, треба да бидат дел од овој хуманитарен настан и да се помогне на овие деца, затоа што мислам дека и текако им треба нашата помош и поддршка. Како е замислен овој хуманитарен настан? Што ќе се случува? Ќе има налик на изложба, значи аукција на слики, кои што ќе бидат нормално со некоја одредена символична цена за да бидат продадени. И за да ја разубават вечерта, ни излегува пресред групата Шербет, девојките од Шербет, и мислам дека ќе биде една убава вечер, една културна вечер, и се надевам дека на крајот ќе ја исполниме целта која што ни е замислена, да помогнеме на овие лица со, така да речем, попреченост. Ова не е ваша прва хуманитарна акција, каде досега имате организирано и како беше одзивот? Во Велес беше доста успешно и им се помогна на луѓето таму. Во Битола исто на моја иницијатива беше успешно. Се надевам дека и тетовчани ќе придонесат, ќе помогнат на нивните сограѓани и дека и тука ќе биде успешно. Ќе видиме. Времето и местото уште? Клуб Vibe, така да во 20 часот во среда сите се добродојдени и нека повелат за една убава забава и, како што реков, да помогнеме сите на овие личности. Вчера вечер во спортската сала на гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово се одржа финалето на турнирот во мал фудбал Тетово од 2023 година. Турнирот се реализира за прв пат, а организаторите се надеваат дека ќе стане традиционален. За најдобрите 3 екипи на турнирот следуваше пригоден награден фонд. Вчера вечер во спортската сала на гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово се одржа финалето на турнирот во мал фудбал Тетово 2023. На турнирот кој започна пред неколку дена, учество зедоа вкупно 21 екипа од Полошко и Скопје. Овој турнир, како што потенцираат организаторите, се реализира за прв пат, а истиот се надеваат дека ќе стане традиционален. Како прв пат, мислим дека е добра организацијата. Имаме екипи од Скопје, 5 екипи, 6 од Скопје, од Селава и од Тетова. Учествува 21 екипа, каде што за прв пат играа на групи, а после нокаут фаза. Мислим да за сега се одвива све на добар ред. Почнуваше од нас, од организацијата, од судиите, екипите, све се задоволни и мислим дека ќе се одржа секоја година, ќе иде на подобро и подобро ќе биде турнирот, организирано со помош на фирми и на институции, општина и други работи. Во рамки на вчерашниот надпреварувачки ден, најпрво беше одигран надпреварот за 3-то место. Потоа следуваше 10-минутен надпревар со фудбалски ветерани од Тетово, а на крајот се одигра финалето во кој победи екипа од Тетово. За најдобрите следуваше пригоден награден фонд. За прво место имаме пехар и 1500 евра прво место, второ место 800 евра и трето место 300 евра. Имаат и награди за најдобар играч и најдобар голман. Турнирот во мал фудбал Тетово 2023 организаторите го оценија како мощно успешен, реализиран во фер и коректна фудбалска атмосфера.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!